Повели татко. Благо кафе и ладна водичка. Благодарам, Керко. Да си жива и здрава. Седни, не стои на нозе. Не, добро ми е. Добро ти е. Тебе може и да ти е добро, ама мене не ми е. Ти си ми керка, а не изметјарка да ми стоиш над глава. Ајде седни. Ти кафе нема ли да се напиеш? Не сакам. Боже, Керко, да не гледа некој острана, ќе каже дека те тепам, не дај Боже. Што си така свената? Ништо не ми е, арно ми е. Слушај ме сега. Сакам да позборувам со тебе. Ти си мома во години. Ако продолжиш вака, тешко дека ќе ти најдеме момче. Оти така зборуваш? А стани, исправи се, покажи ја снагата. Исчешлај се. Стави некоја китка во косата. Измий се. На што личиш? Вака на мома не личиш. Прости ме, Керко. Јас не сакав некој лош збор да ти кажам. Ама годините си ги имаш. Добро, вредна си, домаќинка, работлива. Ама вака, ако продолжиш, не ќе можеме да ти најдеме момче и ќе останеш немажена. Ајде, не цимули сега. Не е работата за цимолење. Туку, ајде, спастри се, прошетај ни селото, бендисај се со некого. Не сакам. Не сакаш. Не сакаш да се чешлаш, не сакаш да се миеш, не сакаш. На крај ќе морам да најдам некој стар ерген да те продадам. Ама, татко... Нема татко, нема ама. Тоа ми остана. О, Боже. О, Боже. Што сум ти сгрешил да вака ме мачиш? А да беше жива мајка и ќе можеше некако да ја подучи, да ја скара. Не знам што да правам. Гледам јас, оти за неа момче нема да се најде. Та или ќе остане немажена, или ќе морам да ја продадам. Браќа, што е? Што е работата, а? Што ми се натрапивте вака? Дебре, па и ти што домаќин си ваков? Вака браќа се пречекуваат? А? Ајде оди тури по една ракија. Не туку се жали, ајде. Ракија ги пиете, а? Добро, ајде ви турам по една ракија. Како ќе му кажеме, бе? Мора да му кажеме, затоа дојдовме. Знам, ама веднаш што ќе му споменеме за онаа работа, одма косата укус. Ајде. Еве ракијата. Ајде, браќа, да чујам што ве мачи. Бака, јас и Живко дојдовме за една работа. Ајде, чујам што. Имаме еден муавет со тебе де... Ајде да кажете што. Вака, знаеш ти оти годините веќе си ги имаш на гробот. Зашто бе, што ми фали? Што ти фали? Невеста, што ти фали? А годините си одат? Ајде, невеста, глупости, уште невеста ми е куса тука да ми се плетка по дома да ја мислам. Да ја мислиш, да не ја мислиш, брате, ама не може вака. Браќа ти сме. Се грижиме за тебе. Цело село ти се смее. Мене? Да. Зошто? Велат оти стар ерген си бил. Ја?
Да. И затоа со Живко сакаме да ти предложиме да ти најдеме една невеста од друго насело. Да не седиш вака сам. Видите, вие ако сте запнале да ми барате невеста, терејте. Ама мене не ме мешајте. Немам време ја за такви работи. Добро. Јај пите тоа ракијата, да не одизијам. Таман работа. Ај на здрави. Ајде. Така, ај сега патот под нозе. Оти си имам работа. Што работа имаш? Па да прилегна малку. Ајде. 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 Ај уште малку. Ајде, бе. Рацеви ми паднаа, Живко, не можам. Ајде, еди. Ајде. Тој да лежи, а ние да акаме тука да му бараме невеста по околијава. Наместо сам да си најде невеста како што е редот и таа дома да си донесе мирас, не, ние влечкај купи што богатства. Само за нему невеста да му таксам. Арно што има една мома во другото село, а јарна била. Татко и ја продавал. Еј, сирота мома. Оти тогаш ја продаваш што ме арна. Епа, не била многу лична, де. Епа, нашиот многу личен, да. Лоши престарене. Уште маана да најде. Мора ако дознае колку чаршафи и везови и носиме, нема да ја земе само од што е скржав. Чаршафи, везови, јас и некој златник тука остави во Сандаков. Златник. Да. Па татко и сигурно нема да ја даде само за чаршафи и везови. Е прав си. Сирота мома, туку ај нека излезе се со Арно, да го жениме братов. Чулте, Господ. Само него да му биде Арна. Ај. Па нека одат и златници и богатство, не е важно. Ајде. Ајде. Може? Ајде. 2, 3. О! Опа! Ајде. Раците ми падна. Ајде. Ќе подзастанеме и потаму. Значи, вие сте тие што ја бараат керка ми за жена. Да, ние. А кој од вас сака да ја земе? Никој. Мислам, ние дојдовме да ја бараме за братни. За братви. А каде е тој? Дома остана тој. Аха. А од кај да знам јас кому ќе му го дадам чедото мое? А и братви, не знам ништо за него. Каков човек е, арен ли е? О, Многу е арен човек, многу. многу добра душа има, а и голем домакине. И има чорбаджиско богатство големо. Еве, еден сандук мирас донесовме, а и 3 златници. Да. Значи, ќе ја дадам керка ми во доматинска куќа и за арен човек. Да, така е. Тоа ми е најбитно. А каде е таа? Да ја видиме. Еве, Руске, ајде послужи ги со кафе гостите, ајде. Руске, исправи се и речи добар ден. Добар ден. Бареме Арна. Нашиот не е поарен. Што шушкате? Ништо. Бидува работа. Бидува? Бидува. Ајде, Ирлија, нека име со среќа. Нека име со среќа. Руске, ајде оди спреми се, а утре рано изутрина со овие момчиња ќе појдеш кај нивниот брат, нему ќе му се сториш невеста. Ајде. Нема, ама, ајде, оди, ајде, спремај се, ајде. Ајде, Руске. Многу е срамежлив.
Сирота мома. Кутрата руска. Пошто ова и фалеше кај братот наш да заврши. Лошотија. Така и било пишано. Туку Григор наш, па и не е толку лош. И тоа што велиш, може вака сега со невеста ќе се опамети. Ке си пркне фамилија, ке се смени, ке видиш, нема само да лежи и да вика. Сирота мома. Што е ова, браќа? Што сте ми донеле, бе? Невеста, бре, брате. О, не е невеста, ова е грдотија, бе. Како што рековме, така и сторивме. Невеста ти донесовме. Ау, видија каква е. Од... Ни да бекне. Проштевај, домакине. Имала јазик, а? Ние, брате, како што рековме, така и сторивме. Невеста ти донесовме, а сега твој ред е да си ја чуваш. Да си ја чуваш и заедно до мајкин лук да си створите. Море, магариња. Мач да ве нема. Хајде да ве нема. Грдотија сте ми донеле. Ајде, ние ќе си одиме, а вие да си одморите. Со здравие и со среќа да ви е. Што ќе правам јас со тебе? Руске, Кажи, домакине. Чорбаджио. Од сега ќе ме викаш Чорбаджио. Прости. Чорбаджио. Прости, Чорбаджио. Прости, Чорбаджио. Е така. Оти наумив што ќе правам со тебе. Наместо невеста, ќе те сторам измеќарка. Ама, домакине, Чорбаджио! Моите браќа за тебе имаат платено 3 златника и цел сандак со мирас. Ја да знаев дека ќе плаќаат ич немаше да ги пуштам. Ама ме прелажа. Така, молчи. Ке си молчиш и ке измеќаруваш по куќата. Јасно? Ајде, не стои. Фати се за работа. Земи метлата, метини. Пери, ајде, пеглај. пуста јас. Арно ми велеше татко, ама... Туку да се фатам за метлата да не вика чорбаджијата. Можам и сега да се измијам, ама... Да се исчешлам. Ама што ке ми е, јас сум измеќарка, не домакинка. О, добар ден, Снао. Добар ден, Снао, добар ден. Како си? Не сум ви Снао, јас сум измеќарка. Измеќарка? Што зборуваш? Да,
Григор ме направи измеќарка, а не невеста. Ама ме стигаат градиве. Мора ќе те стегаат ако ти мавнам една. Невеста ти донесовме, бре, невеста. Заарно, заубаво, ти измеќарка си ја сторил. Моја е. Што сакам ке правам со неа. Море, магар едно. Јовче, смири се, чекај. Добро бе, Григоре, брате, до таму ли дојде работата? Да ја мачиш кутрата девојка. Затоа ја зедовме од кај таткои, а? Не ја зедовте. Ја плативте. Ја плативме, ама ние двајца ја плативме, не ти. Нели сандакот ми разбил за братот? Така? Значи мој бил. Хај кршите глава, не ми зимајте ратот. Море, ако земам еден стап, ќе му го дотерам јас нему умот. Чекај, бре, Јовче, чекај, смири се. Јас знам како ќе му го дотераме умот. Е како? Ќе ја земеме руска и ќе ја вратиме кај таткој. А? Што зборуваш, бре, Живко? Акнал. Ќе ја земеме руска, ќе ја вратиме кај таткој, а миразот ќе си го вратиме назад. И да не се мачи кутрата веќе. Да, а миразот ќе му го дадеме на Григор. Па тој натаму што сака нека прави. Арно велиш. Оти ние нему Арно му мислевме. Ама кога не оди, брате, не оди. Ама кога ќе остане сам, тогаш ќе му дојде паметот. Ништо, ајде. Давај ја руска да ја вратиме кај таткој, а тебе да ти го донесеме миразот. И трите златника. И трите златника. Таман да се рати сам од тоа грдотијата. Арен си, брате? Арен сум, бутур не ми е. Оти кашла Шолко. Добар сум, добар. Руске! Руске, Кажи, Чорбаджио. собери парталите, моиве браќа ќе те вратат назад кај татко ти. Ајде. Значи, сакате да ја вратите? Да. Проштевај. Нека ни прости и Руска. Оти ние дадовме збор дека кај чесен човек ја носиме, а тој човек сакаше измеќарка да ја направи. Измеќарка? Проштевај, Руске. Јас мислев те давам домаќинка да станеш, а не измеќарка. Простено ти е, татко. Дал ви Господ здравје. И нека ни прости Руска што така брат ни со неа се однесуваше. Простено, вие и вас, добри луѓе. Вие сте арни, сакавте добрина да сторите. Така е. Сега, домакине, ако може, да ни го вратите миразот назад. Може. Сандакот е поскали. Ај вели ги и трите златници. Останете со здравје. Ах, што ни направи овој нашиот брат. Миразот, на раце да го носиме низ целава. Ете ти, живеј си сега со миразот. Кога не кеше домаќин да се сториш и невеста да си имаш, тоа е. А што ти, што си залегнал? Болен сум, браќа. Болен сум. Од кога заминавте,
Легнав в постела, нема кој вода да ми донесе. Кога не кеше невеста да си имаш? Сакам, браќа, Што? сакам руска да ми ја вратите. Да нема измеќарка да биде. Невеста ќе ја створам. Ама ти нели не ја сакаше, само што ја вративме ке таткој. Ја сакам, оти ќе си умрам сам, како куче. Како да речам, Ајде, не кажете. Срамота е. Ама, мора да кажеме. Оти дојдовме оти... Оти дојдовте. Григор брат ни, многу е болен. Ама многу е болен. Легнат в постела е. Нека му е со помин. Да, ама Што ама? Ја бара руска назад. Абе, вие двајцата мајтам да не си играте со мене. не, домајкин. Слушайте, Руска е моја керка. И јас многу ја сакам и многу ја почитувам. Таа не е магаре да ја носите по селски патишта наваму натаму. Ама те молиме, те премолуваме, домајкине. Сам ќе умре пустиот. Татко, браќа, Руске, врати се назад во одаја. Не мора да слушаш какви будалаштини тропат овие двајцата. знам. Не можев да не наслушнувам на вратата зошто се вратија. Прости ни, Руски. Сакам да се вратам и да појдам кај Григор. Што? Сакаш? Да. Тој беше лош со мене, ама маш ми е. И ми е жал, не можам сега кога е болен да го оставам сам. Ах, бре, Руски, поубава душа од твојата нема. Слушавте. Штом таа сака, така нека биде. Можеш да појдеш со нив. Ајде, одете, чекајте ме на селскиот пат, јас да се спремам и ќе ве втасам. Ајде, што чекате вие? Ајде, станувајте и чекајте ја на патот. Ајде. Станува, Со сандакот, што правиме? Нека остане тука жити мене. Рацеве ми падна. Цело време наваму натаму. Ајде. Господи Боже. Нема. Ја нема. Сигурно не излаже само колку за да си одиме. Во право си, брат. Јас и ти сме будали. Туку да си тргнеме ние, брате, за накај дома, а? Уште малку ќе се стемни. Да побрзаме и ние си имаме невести дома. Харно велиш? Ќе одиме? Која си ти, бре, убава мому? Јас сум Руска. Руски? Ти си? Јас сум, ами кој? Ајде да одиме, Григор да не умре сам на постела. Ајде. Чекај, Руски, полека. Руски. Еле, брате, колку била убава снаава. Брат Григор ќе има најубава невеста во цело село. Не во цело село, во цела околија, брате. И не најубава, туку и најдобра. Е така. Браќа, бе. Абе, што направивте, бе? Ја ви реков Руска да ја донесете, не некоја нова невеста да ми носите.
А ти оти, брате, руска ја сакаш? Оти беше убава одвнатре. И па таа е, брате. Руска. Ем добра, ем убава. Руске ти ли си? Јас сум чорбаџија. Не, како чорбаџио. Домакине ќе ме викаш од сега. Добро, домаќине. Туку, кажи што да направам сега. Да ти донесам вода или крпа на челото? Една супа да ми направиш. Една супа како ти што знаеш. Одма. Сега одам. Еми, ајде сега ние да си одим. Да си одиме и ние кај невестите, а да ја оставиме снаата да се грижи за братот. Ајде. Како си, брате? Добар. Сполај му на Бога и на руска моја, добар сум. 3 дена не поминаа, а ти оздраве. Па изгледа невеста ми требало. Еве. Сполај ти сно. Благо кафенце, да се заблажите. Значи, највредна невеста си имам. И најдобра. И најдобра. И најлична, ама. И најлична, и тоа благодарение на вас, браќа мои. Ке ми простите ли, браќа, што бев лош со вас, а? Простено ти е, брате. А ти, Руске, ке ми простиш, Зашто, бре, домаќине? што бев лош со тебе? Било поминало. Не. Ке ми простиш ли, што при очи слеп бев и не видов дека убавината не е на лицето, туку тука, во градите. Ама ти си доби, брате, ем добрина, ем убавина.